Здраво, јас сум Меги Георгиева, ученик во четвртата генерација на програмот Мали и возрастни генијалци. Денеска ќе ве запознаам поблиску со животот на Јури Гагарин. Доколку ви се допадне видеото, ставете лайк и претплатете се на нашиот YouTube канал. Што е извор најголемото задоволство кај луѓето? Да имаат сопствени идеали во постојано поместување на границите. Тоа го кажал Јури Гагарин. За време на студената војна, кога Русија и Америка буквално се надпреваруваат кој може повеќе, младиот космонаут на 27 години ќе биде првиот човек лансиран во Вселената. Херојскиот подвиг, за жал, ќе биде искористен за политички пропаганди, а не за суштинските цели на идеалите на еден генијален ум. Роден е во скромно земјоделско семејство на 9 март 1934 година во Смолјенец, западно од Москва. Живе во складни семејни односи со браќата Валентин и Борис и љубов од постарата сестра Зоја. Таа на 10 годишна возраст го носи 3-годишниот Јури во школа, го представува пред соучениците и чита песна за него, полна со сестринска љубов, со што помладиот брат стекнува самодоверба која ќе му значи низ животот. Војната му го прекинува школувањето, но своите широки погледи кон светот ќе ги развива и во тешките војни времења, откаде учи дека храброста нема граници. Пример, средба со пилотите од дурнат воен авион ќе му се вреже во меморијата. Во повојниот период му се посветува на образованието. Од полуписмено момче станува солиден ученик, опседнат со математика, физика и авионите. Прави мини летала, кои ги лансира над полињата и се радува, како да знае дека еден ден ќе биде лансиран многу повисоко. Запишува металургија во Москва, учи пракса, тешки услови. Оганот, чадот и течниот метал му пречат, но предпоставениот од групата ќе го окуражи. Оганот е моќен, водата е помоќна од него, но човекот е посилен од се и главата горе. Учи, работи и заработува. Слободното време го користи за спортување, кошарка и скијање. Чита книги, Конан Дојл со детективските романи и Жил Верн со научна фантастика му се омилени. Оди во театар, член е на Комунистичката партија и во клубот на физичари. Но пресудниот момент за активирање на неговата генијалност е зачленувањето во авиоклубот, така наречен летачки клуб. Се вивнува со авиони, паѓа со подобранци и во се е грациозен. Роден за летач, дипломите и препораките му обезбедуваат запишување на воена академија без приемен испит. На 22 години веќе лета со новиот модел млазен авион. Секојдневна страст му се летање и пишување писма на љубовта од Саратов, Валентина Карјачева, студентка на медицина. На 4 октомври 1957 година успешно е лансиран Спутник, првиот вештачки сателит, на што најмногу се возбудуваат американците, сваќајќи го како конкуренција и предизвик за научен свемирски двобој. Во меѓувреме Гагарин ќе дипломира како најдобар студент. Се стекнува со звање поручник, се жени со Валентина. Се охрабрува што во Спутник 2 е лансирана кучката Лајка, кудрјавка, првото живо суштество во космос што му дава надеж дека и човекот ќе го искуси истото. Пропагандата го обиколува светот со брзина на ракета. Кружи информација дека Лајка живеела 7 дена, јадела, спиела и се вратила живо, што подоцна не било потврдено. Американците во јануари 1958 година успешно го лансираат Експлорер и ја почнуваат трката со Русија на космички терен. Во 1959 година Гагарин и Валентина ја добиваат ќерката Јелена, а истата година среќниот татко, скришно од сопругата, оди на физичко тестирање со уште 11 величествени потенцијални астронаути. Од 12 величествени одбран е тој. На 12 април 1961 година лансиран е Васток, првиот свемирски брод со пилот, мајор Јури Гагарин, кој ќе кружи околу екваторот 90 минути, а ќе се спушти на земјата 180 минути по полетувањето, блиску до градот Саратов, каде први ќе му придат чудо невидени селани од околината. Председателот Хрушчов ќе го земе со приватен авион, ќе му придадат величествен пречек во Москва пред восхитениот руски народ.
Веста за херојскиот подвиг НАСА не го прима со восхит. Председателот Џон Кенеди дава изјава со ветување пред Сенатот дека на 25 мај 1961 година ќе биде испратен американец на Марс. Месец дена после летањето на Гагарин, во рамките на програмата Меркур 3, првиот американец е Алан Шепард, кој ни одблиску нема да биде славен како Гагарин. Комунистичката партија го користи за свој пропаганди. Гагарин веќе не лета низ космосот, патува по светот, дава изјави за медиумите, пишува книга и како член на партија мора да внимава што зборува во јавност. По Хрушчов на политичката сцена се појавува Брежнев, кој не работи врз подобрување на економијата и земјоделието и владата ја претвара во плутократија. Финансирањето за научните проекти се послаби. Новата генерација свемирски летала е на тежок испит. Можностите на руските инженери се намалуваат во трката со поконкурентната Америка. Гагарин е унапреден во Пуков 1967 година и подпредседател на Центарот за обука, без да го изгуби ентузијазмот и страста за летање. Се надевам дека ви се допадна ова видео и дека уживавте во истото, па доколку е така, оставете лајк и претплатете се на нашиот канал. Поздрав!